Не да се покачени, многу се покачени, меѓутоа ете вака ќе најдеме нешто поевтино и така ќе се снајдеме. Па секако има покачување. Тоа не минимално можеби, но има. Секако има. 60 денари круши, 80 денари банани. Тоа праските скапани по фриждери недржани, 80 денари ти ги наплаќа пазарџиите. Поскапување има ненормално дури. Секој втор ден покачуваат цени. На кои производи најмногу? Па еве, например, да, зеленчукот е повеќе поскапен. Прехрамбени се знае, она што нас највеќе не интересира. Па овие зеленчуци, пипер, патличен. Млечните производи се скапи, сувомесните, месото е скапо. Млекото, јајцето, зејтинот, значи тоа се основни работи кои што во светот се на пониска цена, за да може обичниот човек да преживее. Треба да се размислува општо во текот на целата година да бидат намалени, а се сложувам кога се празниците посебно да се намалат. Све е моментално. Они сега ги качија цените, ај ќе ги замрзнеме. Ама на таа цена, нека ги замрзнат кога дека беа пониски. Мислам дека ова е само една, ајде не ја речем измама на луѓето, као мало залажување, иначе не очекувам ништо повеќе. Само малку не залажуваат и не смируваат толку колку да не влекаме. Има производство повише, па да бидат цените пониски, иначе вака не може. Нема роба, сакаме да биде ефтино. Да биде целата година ниски цените, да може и оној со минималната пензија и плата да си приушти да си купи, а не оние со 1000 евра, за него е се едно. Додека не видам, нема да поверувам.